Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Неопходни се измени во Законот за туристичка дејност за да се реши проблемот со хиперпродукција на туристички водичи. Синдикатите на 2 април излегуваат на протест против одлуката на владата за минималецот, која сметаат дека е еднострана и незаконска. Едукативна програма на Национален парк Галичица и за возрастните и за туристите. Сопружници од Струга измамени за 229.000 денари. Разорен земјотрес во Мјанмар и Тајланд, стотици жртви и повредени. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со ТВМ. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид во првата половина од денот имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Попладне услови за врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. Во сабота над Јонско море ќе се наоѓа центар на широко поле на низок воздушен притисок, кој што на Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе услови нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во областа на Алпите се очекуваат врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат и на Британските острови. Во останатите предели од Европа ќе има стабилно и свежо време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во крајните источни предели стабилно време со зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 18 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува умерен јужен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина и до 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 1 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 8, односно до 19 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југоисточен ветер. Минималната температура од 6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд. Ќе дува засилен северен ветер. Утринската температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во понеделник и вторник облачно време со слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 11 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во последниве години во земјава имаме хиперпродукција на туристички водичи, но според експертите нивниот квалитет е дискутабилен. Доколку се направи споредба со другите држави, неспорно е дека кандидатите кај нас многу лесно се стекнуваат со легитимација за туристички водич и не зачудува што им недостасува специјализирано знаење. За да се надминат овие состојби што поскоро, треба да има измени во Законот за туристичка дејност. Во последните неколку години имаме хиперпродукција на туристички водичи, но познавачите на состојбите сметаат дека квалитетот на водичите е дискутабилен. Факултетот за туризам и гостителство во Охрид над 20 години овозможува на своите студенти и на заинтересирани лица да се стекнат со уверение за туристички водич. Доколку се споредиме со другите држави, кај нас кандидатите многу лесно се стекнуваат со уверение, а знаењата не се на соодветно ниво, сметаат експертите. Во услови на диверсификација на туристичкиот пазар, недостигаат водичи со специјализирани знаења и добро познавање на повеќе странски јазици. Едноставно не може да се нарече, не може да го добие пиететот и епитетот туристички водич, оној кој што го положил курсот за туристички водичи и неговото знаење го базира на неколку кратки раскази, неколку кратки материјали и брошури кои што за жал се повеќе и повеќе се користат како појдовна литература, почетна литература на нашите колеги и застануваат на тоа. За вие да можете добро да го интерпретирате културното и природното наследство, треба навистина да влезете во еден процес на долготрајно и макотрпно учење. На денешните туристички водичи, како прво, им недостасува специјализирано знаење.
На најголемиот дел им недостасува желбата за водење. Ако има желба за водење, индивидуално самите водичи се стекнуваат со дополнителни специализирани знаења во однос на барањата на самите клиенти, односно нивните туристи кои што ги водат. Значи, можности за дообука, тоа недостасува кај нас. Има одредени начини на дошколување, дообразување, специализација на самите водичи, меѓутоа тоа не е во рамки на Факултетот за туризам и гостителство и законските прописи. За да се подобрат состојбите, потребно е менување на Законот за туристичка дејност, вели професор доктор Михаел Ристески од Факултетот за туризам и гостителство. Треба да се промени Законот за туристичка дејност и дури да се размислува, да се гледаат да се гледаат искуствата од соседните земји за подолготрајно обучување на самите водичи и од аспект на нивните практични познавања. Факултетот за туризам уште пред 10 години беше спремен да воведе практична обука, освен теоретската обука, како и полагање на практичен и теоретски испит, со тоа што обуката би траела половина до 1 година. Тоа за жал не е направено се уште. Се надеваме дека во однос на тоа ќе се направат тие измени и ние сме спремни адекватно да одговориме на овие потреби. Туристичките водичи се амбасадори на земјата и неопходно е да им се овозможи специализација и унапредување на знаењата со цел достојно да ги прикажуваат убавините на нашата држава. Сојузот на синдикати на Македонија на 2 април излегува на протест. Ова доаѓа откако во вторникот владата ја усвои информацијата дека минималната плата ќе се зголеми за 1800 денари во нето износ. Според ССМ, одлуката е незаконска бидејќи нема мислење од економско-социјалниот совет и без репрезентативен синдикален представник во неговите рамки. Сојузот на синдикати на Македонија денеска најави протести за 2 април годинава поради одлуката на владата да ја утврди минималната плата без учество на работниците. Ова денеска на пресконференција го изјави претседателот на ССМ Слободан Трендафилов по седницата на претседателството на Сојузот на синдикати. Главна причина за ваквата одлука, како што рече, е одлуката на владата еднострано да ја усвои информацијата за минималната плата со која минималецот се зголемува за 1800 денари. Часот кога ќе започне јавната седница на органите и телата на Сојузот на синдикатите на Македонија, вклучително и синдикатите здружени во ССМ, е 12:05 минути, имајќи во предвид дека 5 до 12 одамна помина, а 12 часот помина тогаш кога владата одлучи еднострано да усвојува информација и со информација да утврдува износ на минимална плата на штета на работниците во Македонија, не прифаќајќи ги нивните предлози за утврдување на висината на износот на минималната плата. Трендафилов обвини дека од последната пресконференција се засилиле нападите кон синдикатите здружени во ССМ и кон Сојузот на синдикати од политичка партија. Од последната пресконференција се засилија нападите кон синдикатите здружени во ССМ и кон Сојузот на синдикатите на Македонија од политичка партија, како и од политички поставени директори кои примаат плата од нашите плати кои ги плаќаме како даноци во државата, не ги плаќаме за да ги минираат процесите, за да ги намалуваат платите и за да не ги остваруваат барањата и заложбите на работниците. Не ги плаќаме за жестоко да се борат со закани, со уцени, за отказ од работни места, за намалување на плата, за суспендирање на наши синдикални активисти, се со една цел да направат друг синдикат репрезентативен на штета на работниците. Во врска со изјавата на заменик министерот за економија и труд Маријан Ристески дека одлуката на владата за минималната плата е законска и покрај тоа што нема мислење од економско-социјалниот совет и без репрезентативен синдикален представник во негови рамки, Трендафилов посочи дека за првпат од донесувањето на законот за минимална плата во 2011 година, владата сега еднострано одлучува за судбината на работниците без да бидат вклучени синдикатите и работодавачите. Пратениците уживаат луксус да одат на двонеделен одмор и да земаат 79% повисоки плати. Не се одважија да го сменат законот и да утврдат минимална плата од 30.000 денари, рече Трендафилов. Објавата на минималната плата, која е законско обврска, мора да се случи почитувајќи го законот за минимална плата.
дека повлекувањето на членовите во Комисијата за утврдување на репрезентативност елиминира еден задолжителен сегмент кој вели претходно мислење на Економско-социјалниот совет, кој е задолжителна обврска. Во минатото, ќе потсетам, Сојузот на синдикатите на Македонија беше надгласуван за 175 денари зголемување на минималната плата кога се противевме од претходната влада со работодавачите, а потоа ги надгласавме работодавачите за 2806 денари со претходната влада на штета на работодавачите, односно во интерес на работниците. Меѓутоа, секогаш ова битно прашање било со одлука на Економско-социјалниот совет, донесено мислење кое потоа го овластува министерот за труд и социјална политика да изврши објава во службен весник. Службен весник, се прашувам, а имам информација дека од текот на денот ќе изврши објава, како ќе објави објава од министерство, односно од министер кој не е со назив како што е во Законот за минимална плата. Денеска започнала со работа Комисијата за утврдување репрезентативност, информира Трендафилов и додаде дека само Сојузот на синдикати на Македонија бара утврдување репрезентативност на ниво на територија, со што ќе се овозможи негово учество во Економско-социјалниот совет и другите социјални партнерства, органи и тела на државата, и ниту еден друг синдикат ниту е броен, ниту поднел барање. Потенцира дека намерата на Сојузот на синдикати не е да се руши владата, туку да им се зголемат платите на работниците за достоинствен живот. Не само младите, за значењето на културните и природните вредности на Националниот парк Галичица ќе се едуцираат и возрастните. Започна нова едукативна програма наменета за туристите. Еколозите велат, секој треба да биде дел од заштитата на природата. Националниот парк Галичица започна со реализација на нова едукативна програма. Ке се едуцираат и возрастните, посетителите и туристите во паркот. Целта е да се доближат природните и културните вредности и знаменитости на паркот до јавноста. Едукацијата на гостите ке се состои од прошетка по едукативната патека, разглед на интерактивните содржини во инфоцентарот, но и презентација за значењето и биолошката разновидност на паркот. Секој треба да биде дел од заштитата на природата. Едукативната програма содржи кратка прошетка долж едукативната патека, која што е во склоп на самиот инфоцентар во Охрид, потоа посета прошетка низ инфоцентарот, каде на еден интересен начин сликовице прикажани знаменитостите на Националниот парк Галичица. Една убава можност не само за посетителите и туристите, туку и за туристичките водичи, за планинските водичи, едно убаво запознаување пред да ја искусат планината на еден авантуристички начин, дали преку планинарење, параглайдеризам, велосипедизам и слично. Покрај новата програма за посетителите и туристите и годинава продолжува еколошката едукација на учениците во Националниот парк Галичица. И оваа година еколошката едукација, бидејќи е веќе интегрален дел од управувањето на Националниот парк Галичица, ни продолжува и оваа година, можеби со уште поголем интензитет. Исто така имаме покрај за посетителите едукативна нова програма и за учениците. На еден начин секогаш се трудиме ние да ја доближиме природата што поблиску до децата. Ни продолжуваат тематските работилници и работилниците кои што ни се во рамки на проектот Мрежа за искуствено учење. Еден проект кој што достигна огромен успех, кој што е спроведуван од Македонско еколошко друштво во координација со УНИЦЕФ, така што очекуваме на вистина голем број на ученици и овој пролетно-летен период. Изминативе неколку години во Националниот парк Галичица се едуцираа севкупно 2000 ученици, и тоа не само од Охрид, туку од целата држава. Сопружници од Струга измамени за 229.000 денари, наводно за лекување на болно дете. Кривична пријава добиле стружанец и скопјанец. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 33 годишен стружанец и 43 годишен скопјанец поради постоење основи на сомнение за сторени кривична дела измама и помагање при вршење на измама. Во периодот од 21 ноември 2024 година до 17 декември 2024 година пријавените измамиле двајца сопружници од Струга и им причиниле материјална штета од 229.000 денари. Тие стапиле во контакт со нив преку социјална мрежа и представувајќи се лажно како лица кои сакаат да донираат парични средства за лекување на нивниот болен син во странска земја, во неколку наврати им побарале да испратат одредена сума на пари, за да може средствата кои наводно сакаат да ги донираат да се ослободат од даночни обврски.
Откако неколку пати испраќале пари преко автопревозници во Скопје, од сопружниците било побарано да им пуштат кодови за активирање на трансакциските сметки, а откако ги дале кодовите, во наредните неколку денови имале повеќе приливи и одливи од нивните сметки. После тоа, на сметката на оштетените легнале пари од повеќе финансиски друштва, иако не побарал од ниту едно финансиско друштво да му биде одобрен кредит, информираат од Министерството за внатрешни работи. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите. Пријатен ден.